Просто ултимативен херој. За мене, ако барате дефиниција што е херој, тоа е Прометеј. Ризикувајќи огромен судир со немилост од врховниот бог, од Зевс, он прави прво дубари прави, нели тоа со бикот, она као што е за луѓето, што е таа случка, го измамува својот врховен шеф, да речам бог, и после тоа овој бесен нели им го зима огнот на луѓето, бидејќи е насанкан од Прометеј. Туку е дрз од Прометеј што се осмелува нели да го врати огнот со разни нели дубари да им го донесе на луѓето. И не само огнот, Прометеј нели ги затвара сите можни закани за човекот, од не знам сиромаштијата, лудилото, страста, не знам што ги затвара во тој кјуб, подоцна претворен во кутија, Пандорина кутија, нели? Ја создаваат и Пандора од кал и од 4 ветра, не знам што. Но брат му нели прави овакво занесене, се злюбува во Пандора, не знам што, така што кутијата се отвара и ние го имаме она нели пошаста. Што се вели сите своји проблеми ги имаме од митскиот почеток до ден денешен. Заради тоа Матрикс е интересен, што некако им те враќа на некакви почетоци, и ти избои дека тие почетоци се баш на каша, кај што светлината и темнината се интерферираат, кај што потекнуваат едно од друго. Така што Матрикс ми е многу интересен символ на 21 век, да речеме, на оваа тема. Филип, пак во насока на медиумите, до пред некоја година во Македонија најмногу благодарение на медиумите, бидејќи предоминантни беа настапите на политичарите, најпопуларни личности, меѓу првите 10, 8 беа политичари. Сега се променија работите. Во последно време истражувањата велат дека политичарите веќе не се туку ликовите од естрадата, сега им го зазедоа местото на политичарите. Отприлика периодот кога политичарите беа најпопуларни беше 97-98 година. И се надам дека пак нема кој ќе фатиме темата за политика да се вжештиме, но ме интересира во контекстот на хероизмот и хероите и идентификацијата на народот со некакви ликови, зошто во еден таков период беа политичарите најпопуларни? Зошто на нив народот почна да се угледува? Не знам дали можам да дадам релевантен одговор кој што би бил универзално важечки. Моје мислење е дека тоа е добро проучено и се применува дека медиумите имаат големо влијание. Зависно од тоа како ќе се праќа и колку ќе се праќа одредена порака, таа му дава одреден бенефит на тој што ја праќа. Дали е политичар, дали е можеби музичар, актер, било што. Значи, во тоа време доминантно. Знаете што, пред 10 години немаше толку многу телевизии. Полека се ширеше таа лепеза на телевизии, на медиуми, на вестници. Сега е многу поразлична ситуацијата пред 10 години. Меѓутоа ми се чини дека основата како се створи таа една структура или некаков јавен одглас и јавна поддршка за протестите беше токму грешка во односот на државата кон протестите. Бидејќи тие нас не прозваа на телевизија како организатори по име и презиме. Јас бев прозван од полицијата првиот ден како човек што стои зад протестите и веднаш се насочи вниманието на јавноста, а со вниманието дојде веројатно и некое влијание. Интересот беше канализиран најдоа каде да го грешката која што се случи тогаш, едноставно го канализираше и целиот, ако сакате, и негативен и позитивен, односно енергетски потенцијал кој што се насобираше со години и едноставно интересот беше нагло зголемен после една грешка. А потоа веќе се создава една инерција. Сега е убаво што во општеството се менјаваат работите. Подобро е да бидат попопуларни луѓе кои што имаат друга порака за јавноста. Подобро е да биде изрелаксирано она што го добиваат како порака консументите. Очигледно е дека постои платформа, дека има од цела наука како може на јавноста да и се сервира еден херој или јавна личност, славна личност да се создаде и тоа многу се користи денеска секаде во светот и во Македонија. Дали во тоа време заради таквата ситуација беше и заради тоа што едноставно немаше други вредности? Паднаа вредностите, немаше кој да политичарите беа предоминантни или беше тоа раната фаза на транзицијата или можеби најкритичната фаза на транзицијата кога требаше да се премости, да се преломи нешто
прв пат 98 Ја мислам дојде. дека е друго нешто, можда прво Да. што ми падна на памет. Во комунизам имавте некои политичари како Тито, на пример, ама он е недопирлив мит, не се знае, знаеме дека има бела куќа, ама не знаеме колку пури има, не знаеме има ли жена, нема ли нешто, све е тоа тајно. И одеднаш овие политичари излегува и одеднаш можете некако допирливи си. Можда стана на тој начин, како да видиме кој всушност не води таму тие, мислам, не знам, Лазар Колишевски, сите го зборат, ама никој фактички не го допира. Можда се случи таков феномен на интерес, ама мислам и нешто друго. Табуидизација на општествата, што нужно следеше тоа на Запад, се пресели кај нас. И ја не сум сигурна дали е тоа секојаш нужно погрешно, во принцип, затоа што и во Хомер, не знам, ти Ахил, Одисеј, они се во исто време антички херои од книги, ама тие книги се познати на принцип како Боки 13, што е денес познат. Тоа не се читале петорици интелектуалци во Сова сами. Туку тоа била масовна уметност за сите. За тоа време, Тоа е да. познат на тој принцип. Ама и мислам дека таа селебрити култура нешто друго донесе, дека